што мислиш, еве да речеме сега Скопје 2014 како проект, ете, тоа е културен проект? Скопје 2014. Види, за площадот правиме, нели, за свето. Да. Видиш, Жоре, многу има поделени мислења за таа приказка. Има. Ти кажам наискрено, мене ми се свига. Добро. Ми се свига. Само ја мислам дека тоа може многу боле да се направи. Например? Абе, како ти кажам, некако малку ми е избрзано тоа. Мислам дека со потемелна анализа на површината таму, со потемелно планирање, мислам дека таму има место за уште едно 15-20 споменика минимум. Зашто? Ами што имаш сега? Види што се дешава. Сега имаш споменик, например, така. Видиш супер спомеников и после споменикот почнеш да одиш. И одиш и тек после тамо 20 метра има друг. Значи не е добро искористено. Значи трчи споменик. Тоа е пешачка би? зона, бе, тама. Тука имаш место што сакаш да правиш. Башка, ја би наплакал улаз тамо на площад. Тоа си имам ја некои креативни овакви решени идеи. Улаз е се како да направиш улаз, нели? Има милион прилази площадот, така? Добро. Ограда, баце. Ја оградуваш. Ограда и капија. И тоа ограда ќе турам као на Гоце Делчев, онаа златната на мостот. Ти текна? Добро. Ја многу се разбирам о огради. Значи ептен. Тоа е топ ограда. Ставаш ограда Добро. и улаз си наплакаш, пази. Се што е убаво мора да се плати, бе, сегде у свет, ако сакаш да видиш нешто убаво се плаќа, бе, вие сте шетале или Нели е тоа наше бе, Васеп? Нели е на сите Паке, бе, тоа? какво наше на сите? Чекам малку сега наше на сите. Видиш паралела у аеродром, само да ти кажам сега Ајде, наше на сите. ајде. Како не е наше на сите? Нема грешка. Аеродром како е решен? На секој семафор има црква. Добро. Јане Сандански. Добро. Значи, Зошто има црква? застанеш на семафор на црвено и ќе ја видиш. Добро. Ако ја направиш меѓу два семафора, што ќе видиш? Ништо. Што Така. е целта вам? Абе, урбанизам не е само да изградиш, значи мора да има логика, бе. Црква се прави на семафорот, секош било така, бе, вие не пратите ништо, еви. И пази, друга работа, значи, тие што просат по семафори. Добро. Наместо да просат, ќе продаваат свеки. Се развива бизнис. Па нормално, Застануваш, бе. свекичка. Застануваш, му викаш, мали, ево ти пари, иди тамо, запали свеки од мене и помоли се у моје име, пошто мене ме чекаат на управен одбор. Ја се брзам. Или, што да бе, ќе му кажеш, имам работа, не мора му објаснуваш. А па зашто му се објаснуваш на него па на крај? Ќе му кажеш само имам работа. Или крстот. Шо? Тоа е наводно, тоа башка прича, тоа е не знаеш која лепота е, бе. Ја баш пред некој ден поминав, застанав на црвено. Ама не можев да го загледам, пошто ми се отвори семафоров, морав да тргнам. Тоа е една велелепна конструкција, брате. Види, значи ти мене ме прашаш што мислам за площадот. Площадот не е битно ја што мислам. Ти треба да видиш кој е газда на площадот. Ако е газдата задоволен, ја немам проблем. Нема. Площадот на сите. Кој на сите? На сите площадот. Кој е газда на площадот? Баце, сега ќе ти кажам како ги вадите вие работите од контекст. Значи ја не знам кој е газда. Сега ти која викаш на сите, значи вака, площадот, значи газда, значи не е еден газда очигледно и најверојатно, тоа е ортачка работа, има неколку газди. Тоа за еден човек е голема работа. И се од кај ги вадите вие од контекст приказките? Тие газди веројатно у некоја прилика кажале нашиот площад. И сите одма мислиме на сите бил площадот. Абе еве сега ја и ти може да седнеме у кафана, така, и нарачуваме софра. Така? Јадење, пиење, свето. Носат, салатичка. И ќе дое некој од страни ќе те праша тебе, чива е софра, ти што ќе му кажеш? Наше. Ама ти мислиш на мене и на тебе. Да. А он, пошто му одговара, сака да јаде да пие, он мисли дека и негова е. Па тоа е, брате! И се тоа е со площадот, бе, ќе видите нешто убаво и одма се шлепате наше. Нема наше. А си кажале они Како наше? наше, бе? Кој си го направил, негов си е, брате. Така е, Тоа е. абе.